Почитувани комшии, верни другари и пријатели, ценети колеги и соработници, драги сограѓани. Традиционално, крајот на годината е секогаш добра инспирација за нов почеток во идната, за сублимација на моментите кои сме ги запаметиле, за она што сме го реализирале и ни е исполнило душата, за она што долго сме чезнееле, па сме дочекале да го започнеме, како и на сето она што ни преостанува за понатака. Таков е редот. Да нема крај на предизвиците, а сепак со голем елан и вложување на време, интелект и капацитети, тимски да истрчаме уште еден круг околу сонцето, оставајќи ги зад себе тешките моменти и постапки и гордо погледнувајќи што се создадовме за иднината. Тоа е нашата мотивација и порив кои сакаме да ги пренесеме кај секој еден охриѓанец. Нека безвремената љубов кон нашиот град биде континуирана инспирација и мисија. Мисија за нашите сограѓани, за нашите гости, за нашите деца и за нас самите. 2016-та ќе биде запаметена за оној Охрид кој се представи пред светот во над 200 медиуми. Охрид кој на својот аеродром пречека илјадници туристи преку новите авиолинии. Охрид во кој Македонија и светот се заветија на пораките на Свети Климента 1100 години потоа. Охрид кој се сплоти во хуманост и солидарност, кога тоа беше најпотребно. Охрид кој ја испрати својата прва олимпика на Олимпијада. Градот кој го повика светот во ритмот на Охрид Колинг. 2016 година во која кардиолошкиот завод одбележа 10 години иновативна медицина, а стартуваше процесот на реконструкција и адаптација на хоспиталниот комплекс Свети Еразмо. 2016 година во која започна градбата на современата автобуска станица и долго очекуваниот затворен пливачки базен. 2016 во која проложи значајното намалување на долгот и враќањето на довербата кај партнерите и соработниците, а расте и ефикасноста на општинската администрација. Почитувани пријатели, препреките, турбулентните мигови и непреспиените ноќи во ниеден момент не поколеба да станеме наутро посилни и поодлучни во нашите намери, одговорно, честно и отчетно, да им служиме на оние кои ни ја доверија честа да го водиме градот и да продолжиме да создаваме содржини кои ќе го разубавуваат и избогатуваат секој невието, наше, на гостите и на туристите. Споделуваме неизмерно чувство на задоволство од чаршијата полна насмеани лица од сите континенти, од сите раси и сите религии. Тоа е враќање на голема врата на старата добра слика на Охрид, најразвиениот туристички и културен центар во регионот и пошироко. Оптимизмот и силата не напуштаат. Тимот кој стоеше зад многуте реализирани и започнати проекти ќе мора да си ја доврши задачата. Континуитетот е императив и обврска со која ќе чекориме низ времето кое допарва доаѓа. Затоа, драги мои, посакувам во 2017-та нам сите да не служи здравието и разумот, да ни работаат рацете и късметот, да сме поприсутни и да споделуваме слога и хармонија со нашите најблиски, да ја препознаваме убавината на работата и цената на слободата и среќата. Зошто, како што велат, само во куќа во која владее хармонија, среќата сама доаѓа. Среќна и берикетна 2017-та